Ова вечерва што се случи во Струмица за мене има важност од историско значење. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз вечерва избра кандидат за градоначалник на скоро 10 месеци пред предстојните локални избори. Ова е историско значење и за Република Македонија во функција на транспарентноста и демократичноста на нашето општество. Истовремено, представува чест што токму јас сум првиот кандидат за градоначалник од било која политичка партија во Република Македонија. Честа е поголема заради тоа што сум првиот кандидат во Република Македонија од Социјалдемократскиот сојуз. Едногласната поддршка која што ми ја даде општинската организација на вечерашнава конференција како највисок орган согласно статутот на Социјалдемократскиот сојуз представува одлична мотивација, но секако и силна обврска да го обелам образот на сите социјалдемократи, како и на сите струмичани кои што даваат поддршка во овој период зад мене. Јас сум 7 години веќе градоначалник на Струмица. Доказ за сработеното зад мене е она која што представува водечки лајт мотив во кампањата која што буквално од вечерва почнува за мене. Се надевам дека ваквата порана номинација на кандидат за градоначалник ќе предизвика респект и внимание од граѓаните, чија поддршка бараме на изборите, ние политичарите. Тоа ќе биде секако многу важно за јасниот однос кон граѓаните, почита кон нив, транспарентноста и демократичноста во самото номинирање. Повелете. Најголемите мотиви секако се поддршката од граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз веќе излегува со кандидати веднаш, после за една недела ќе настапиме со нашиот кандидат за Велес, па за Штип, па за Куманов. Она која што не води од локално ниво до централно ниво се анкетите и како стоиме на тие анкети. Тие анкети не ги објавуваме, ги правиме за наши потреби, за да ни помогнат во максимално носење на мудра одлука од страна на органите и телата на партијата. Во Струмица Зоран Заев има 72% поддршка. Тоа е огромна причина да влезете историски за Струмица во кандидатура за трет мандат. Јас сум првиот градоначалник и политичар воопшто во Струмица, кој што на непосредни избори бил втор пат избран. Ова е навистина храброст, настапувајќи, барајќи поддршка за трет мандат. Но она што денеска е Струмица, апсолутно ми дава за право да номинирам кандидатура пред моите струмичани и да барам не било каква поддршка, максимална поддршка од моите сограѓани. Но сметате ли ваквото номинирање на вашата кандидатура за предстојните локални избори толку предвремено за хендикепи или пак адут за предстојните локални избори во контекст на политичката конкуренција? Еве вака, навистина политичките аспекти во општеството во кое што живееме се извитоперени од секаков аспект. И гледајќи како политичар, можеби не е добро за мене, но за демократските вредности во општеството во кое што живееме апсолутно е максимално добро. Тоа значи мегдан од 10 месеци. Граѓаните да те анализираат од сите аспекти. Во овој случај да имат позната личност, но во некои општини ќе имат прв пат кандидат. Тоа значи да се запознаат на вистина со луѓето кои што бараат поддршка од нив и кои што треба да ги водат во периодот кој што предстои. Самите вакви можности кои што се нудат 10 месеци пред избори ќе ги доведе на чисто, на јасно граѓаните, давајќи ја својата поддршка да биде вистинска поддршка, она во која што вистински веруваат. И на вистина ова носи многу повеќе плусови како порано излегување отколку повеќе минуси. И за општеството, секако можеби и за кандидатите. Заради тоа што сите како кандидати настапуваме од политички аспект, политички партии со политички позадини и сите постоиме заради граѓаните. Заради тоа мора да биде важен моментот што е она што е добро за граѓаните, за Република Македонија и за сите демократски вредности на државата. До 3 септември дали ќе се знаат сите буквално кандидати на СДСМ по општини за локалните избори или ќе одите сега во поголемите центри? Нема да се знаат, значи некаде до крајот на јули ќе се знаат отприлика 8 кандидати, и тоа во поголемите градови. Паралелно течат секако постапки во помалите општински организации, во руралните општини. Некаде кандидатите ќе излезат и во декември. Но сепак 3 месеци пред изборите ќе се трудиме заради оваа транспарентност да им се предочиме, понудиме на граѓаните од кои што бараме поддршка.